Културната редакција на КТВ телевизија на гости во Домот на културата Иван Мазов Климе. Имаме неколку поводи, па ќе тргнеме поред, се разбира, од првиот човек на Домот на културата, Јулијана Туриманџова, директорке. Дали може да најавиме барем дел од оние настани кои што допрва кавадарчани ќе може да ги видат овде во Домот на културата? Добар ден. Сакам да ви се заблагодарам прво за соработката и за вашето известување за културата во град Кавадарци. Следниот период ќе имаме богата културна есен. Сакам да најавам неколку проекти што ни следат, а воедно ќе биде и делот на Кавадаречката културна есен, овие проекти што ни следуваат. Меѓу поголемите проекти, можам да ги кажам, Кавадаречките фолклорни средби, што ќе се одржат во деновите 14, 15 и 16 октомври. Гости? Ќе имаме гости од Србија, Пожаревац, и од Босна, Живиница, фолклорен ансамбл од Живиница. Како и два фолклорни ансамбли од Македонија, од Неготино, и ќе видиме уште еден кој ќе ни биде гостин. Исто и нашите фолклорци ќе бидат тука, ќе имаат настап. И значи тоа ќе биде богати фолклорни вечери. Веднаш потоа ќе следи и годишниот концерт на фолклорниот ансамбл Тиквиш. Тоа е одделот на фолклорот. Одделот на театарот можам да најавам проектот што го започнавме уште во мај месец со премиерата на режисерот на Диме Коцевски, театарската представа Како да не снимиш мрсен филм. Веднаш сега следува уште една премиера, за тоа ќе ви каже колешката Микица Илова. Исто проект добиен од Министерство за култура, тоа е по Кондирена тиква, а ќе имаме одбележување на 25 години театарска дејност на Диме Коцевски со денови, или да речам недела на театарот, со што планираме да поканиме две театарски представи од други градови од Македонија, како и репризи на нашите, на што е веќе поставената, Како да не снимиш мрсен филм и по Кондирена тиква. Во делот на ликовната дејност си следат више ликовните изложби. Сега ја најавувам на големиот ликовен уметник на Димитар Димитров, ќе биде веќе следната недела, потоа ќе имаме уште други изложби. Исто така од музичката дејност сакам да кажам, ќе имаме и тука богат репертоар. Прво, ќе имаме во вторник концерт на квартет флејти на Јана Каевска од Скопје и останати музичари, а можам да го најавам и големиот концерт што треба да го проследиме и да го најавиме на камерниот оркестар од Битола, што мора да го реализираме до 15 октомври, и тоа не е зацртано. И не само тоа, претпоставам, тука се годишните концерти, тука се театарски представи по повод Нова година. Да. Исто потоа следат годишниот концерт на фолклорниот ансамбл Тиквиш, како што реков, годишни концерти на балетските друштва, а воедно исто времено ќе ја спремаме и новогодишната театарска представа, значи ќе имаме богата културна есен. Нема да оставиме ништо што нема да реализираме. Ја спомнавме Микица Илова. Микица, прво прашање, рекапитулар на 2022. Така. Па добро, можам да кажам, да се вратам назад. Значи, во мај месец имавме гостување во Кочани на ДАФ фестивалот, значи Драмски аматерски фестивал, кој што и лани учествувавме. Меѓутоа, лани беше малку ситуација на корона и не можевме баш добро да го осетиме тоа што всушност значи да бидеш дел од некој фестивал, но оваа година имаше доста гости од цела Македонија, значи станува збор за фестивал кој што офаќа представи за возрастни и представи за деца. Значи тоа се две категории, ние учествувавме во категоријата за деца и можам да се пофалам дека втор пат ја добиваме истата награда за најдобра детска представа, што ми е особено драго и горда сум, затоа што оваа година отидовме со представата во Волшебната шума и тоа е авторска представа, значи текстот е мој, целосно мој, не е превземено од ништо, меѓутоа јунаците се од браќата Грим. Значи тоа се многу добро познати приказни за деца, кои што децата, мислам дека
веќе не ги читаат тие приказни и сакав, затоа и всушност ја напишав приказната, затоа што сакав да направам еден спој помеѓу сите приказни што постојат, и Волкот и Црвенка, па гледав да направам некој спој, да бидат како Волкот оди со Црвенка, па Кралицата оди со Ловецот, а да ја нема Снежана. И всушност доста добро испадна приказната, со голема тајна, со голема порака. Задоволна сум како целиот исход излезе и нели наградата ми е посебно драга затоа што и втор пат ја добиваме. Така да мислам дека се гледа квалитетот, се гледа упорноста, се гледа оваа година во таа представа имавме и повозрастни ликови, мислам личности, глумци, актери. Значи еден спој од младина и спој од повозрастни и мислам дека многу успешно беше сето тоа реализирано. Директорката спомна еден друг проект, овој пат проект за возрастни, Да, за возрастни. Покондирана тиква. Така. Се работи, докаде е, што е? Така се работи. Обично кога ќе се спомне моето име, сите ги асоцира на деца. И често пати го добивам тоа прашање за деца ли е представата. Малку ги збунив тука, уште кога лани ја направив Госпоđица Јулија. Меѓутоа, да, оваа представа е добиена од Министерството за култура, се вика Покондирана тиква, тоа е од познатиот писател Јован Стерија Поповиќ. Комедија, интересна, една од неговите најпознати комедии. Зборува за нешто што е доста актуелно и цело време актуелно, значи за една покондирана тиква, секаде имаме покондирани тикви на секаде, и не учи оваа представа, носи голема порака, не учи за тоа како не треба да се однесуваме и како не треба да бидеме ако се залетаме малку во животот, да знаеме како треба да се спуштиме многу лесно. Почнато ли се проби? Да, почнати се пробите, веќе сме доедени до третина, значи читачки проби, нешто на сцена, меѓутоа од 1 октомври почнуваме на сцена целосно и премиера се очекува на крајот на октомври. Се надевам дека се ќе биде во ред, дека ќе ги стигнеме сите подготовки. Актерската екипа, морам да кажам дека имаме спој на искуство овој пат, тоа се моите колеги и младина имаме, значи Диме Коцевски, Диме Боцев, Александар Малинков се дел од актерската екипа, тоа е позната екипа на кавдаречката јавност и нивните ликови тие доста се ги сакаат во представата затоа што одговара на тоа што го бара представата и имам од помладата екипа, искусна, значи ја имам Јована Секуловска, која што на кавдаречката публика е позната во детските представи Црвенка, па меѓутоа нејзе е, морам да кажам, прва представа за возрастни и мислам дека беше предизвик да учествува во представата, затоа што таа е од самиот почеток. Додека јас работам тука, од самиот почеток ми се чини дека уште од 7 оделение почна да глуми девојчето и многу ми е мило, затоа што го гледам низиниот развој, раст, како таа расте, како сака да учествува и се уште, значи тоа го прави и таа ја има улогата на ќерката во представата, што ја одговара доста. А исто така тука и Саша Орешков, можам да го похвалам и тој учествува во сите наши представи, Валерија Пашова и Викторија Чочева, тоа е целата екипа и уште не спомнав Ангела Василевска, тоа е исто средношколка, значи тоа е целосната екипа која што ќе учествува. Да, и така, значи друго што сакам да кажам да околу представата, значи сакам да направам во представата овој пат, исто како и претходните, еден спој на традиционално нешто македонско и нешто француска мода. Нема да ја откривам на публиката целосно што се случува, меѓутоа дејството се случува во едно село, Кавадарачко село, за една личност што добила малку пари, сега се занесува дека е некоја французинка. До тука ќе ви кажам, натаму ќе дојде кавадаречката јавност да ја погледне и ќе ја открие зашто станува збор. Да погодам чии се костимите? Да, костимите се на Сара Милевска колешката. Така, ние цело време имаме така некој си добар спој околу тоа костимите и се разбираме тука целосно и сакаме да испробуваме нови работи. Така и овој пат правиме некој спој, како што ви кажав, на традиционална македонска облека, костими, значи,
со француска мода. И сакаме да направиме исто таков некој спој со таква музика, со наша традиционална македонска или кавадаречка музика, значи од тоа време. Дејството се случува во 19 век, се обидуваме тој век што се случувало во селото таму, тука да го пренесеме сега на сцена и да им покажеме да се вратат овие постарите генерации како било, што било, како се носеле, па како се однесувале, со тоа што сакаме малце да внесеме нешто модерно со француската мода на сцена. Морам да те прашам. Познавајќи те тебе, почна ли уште од сега да копкаш, да чепкаш за новогодишната детска представа? Па, да, имаме текстови, имаме веќе текстови, тоа е во најава, секако јас би сакала да имам детска представа да направиме и ќе ја направиме. Не сме се уште договорени затоа што сега сум насочена на ова и сакам, сакам сите детали што е можно повеќе да ги затоа истражувам што се случувало во тоа село, тоа време. Се распрашувам по стари луѓе. Исто така морам да кажам дека во представата ќе учествува исто ансамблот Тиквеш, значи и корелогот, етнокорелогот Методи Глигоров, кој што ќе помогне во делот на исто како што ми беше претходната представа, сега и ова ќе учествуваат затоа што имам македонски традиционални ора. И тој ќе помогне во делот и на костимите, ќе помогне во делот и на музиката тука, значи се договоривме, веќе е тоа договорено. И мислам дека ќе има добар спој и сега затоа истражувам. Сакам ништо да не ми избега, сакам се да биде како што треба, затоа што утре некој да дојде да ме праша дали е тоа оправдано на сцена или така ли се случувало, навистина ли тоа било така во тој период, да ги вратиме, да знам да имам одговор на секое прашање, да не сакам ништо да ми избега од видик, сакам да им го представам на луѓето така како што го замислив. И уште нешто што сакам да кажам околу представата по Кондирна тиква, многу е символично низиниот наслов, значи Кондир и тиква. Значи Кондир било сад, кој што порано богатите луѓе пиеле од него вода, а тиква или лејка на наше било сад кој што нашите во селото може да се напијат. И сега, нашиот главен лик е таква една тиква, што сака да биде Кондир, всушност, меѓутоа тоа нема да го направи. Не сака се обидува да го направи, меѓутоа ќе видиме на крајот дали ќе успее да го направи или ќе се приземи, како што велам. Затоа ви викам, представата носи голема порака, која што добро е да се погледне, да се изгледа и да се смееме, затоа што е доста комична, адаптирана е на нашето поднебје тука, кавадаречко. Ќе биде на литературен јазик со примеси на кавадаречки, затоа што дозволува нашиот јунак од горно село да дојде во градот, па тука да биде малце така популарна и нешто слично.